Нешто за еволуцијата на ТВ-далечинскиот оправувач. Се започнало со Zenit Lazy Bones, кој се појавил во 1950 година. Овај ТВ управувач бил поврзан со телевизорот со жица и на тој начин така функционирало менувањето на каналите и другите операции што ги нудел овој управувач. Во 1951 година Zenit го вади Flashmatic, кој што е бежичен управувач со кој се менувала на тој начин, така што кога ќе се притиснала на ова црвеното тука, се појавувала светлина, со која се менувале каналите, се намалувал и се зголемувал тонот, се гасел и се вклучувал самиот телевизор. Еве и друга слика од Zenit Lazy Bones, кај што може да се види и жицата и да наречам телото на самиот управувач. Еве и уште една. А еве за Flashmatic уште нешто. Ете светлината шудира во самиот телевизор и најверојатно таа се насочува, барем по ова што го гледам овде и на некој аглед телевизорот и така се контролираат тие операции што ги Zenit вади и далечински управувач механички кој што се викал Zenit Space Command. Моделот 600 од овај ТВ управувач се појавил во 1960 година. Сега, шо модел е овај овде, што е покажен, поима немам, ама има 4 копчиња, како што може да се види, за претходен канал, кој што се вика Channel Lover, Volume, Mute, значи за контрола на глас, On, Off, или поправилно кој што е напишано Off, On за вклучување и исклучување, и Channel Higher, односно за следен канал. Ајде да го видиме модело 600, како изгледа од ова. Zenit Space Command 600. Еве го. Значи е овај. Исто има 4 копчиња и ги има истите функционалности. За Flashmatic го прегреша велив. За она сликата што ја најдов, кај што велев дека оди по кишајто телевизорот. Еве, овде е долу. Во таа претходната беше горе. Кога се добија на форма што ја знаеме денес со копчиња кај што се пишани бројки на каналите. Според тоа што барав, значи што пише в 70-ти и 80-ти, налетав на еден далечински управувач кој што има веќе бројки, што значи таа форма се појавува во 70-тите. Но генерално може да се види дека стварно копчињата му се поголеми од денешниве форми што ги знаеме. Еве еден модел од 80-тите. Ке видиме се и некој друг модел. Еве еден ваков. Но овој може да се види дека има дури и за подесување на светлина, контраст и така натаму. Значи, се гледа дека од 70 година веќе отишле понапред. Еве една од 90-тите. Сега, заедничко за 70-тите, 80-тите
и да ве сетите е тоа што биле вистина широки. Дури ја и вова има додаено за да си направиш листа со твои омилени канали. И си знаеме дека од 2000-те натаму далечинските управувачи се навистина подобрени, имаат по-модерен изглед и се потесни од сите оние што ги прикажав пред малку. Значи, накратко, тргнало од далечински кои што биле приклучени за телевизорот, па со управување со светлина, па механички, па од 70 веќе добиват канали, односно дугмиња со бројки и од 2000-та се веќе помодерни. Нормално како што се развиваат телевизорите и како што се развива технологијата, така се подобруваат и овие ТВ управувачи. Толку.